Само од поканата за НАТО што ја добивме лани на сред година, до крајот на таа 2018 изброени се 625 милиони странски директни инвестиции. Ни една година, на нас за 30 години независна држава, немаме толку странски директни инвестиции. Зашто? Затоа што сега перцепцијата на странскиот инвеститор е дека во оваа држава дефинитивно нема да има нестабилност. А ви убедувам дека ако продолжиме по интеграциите, без ревизија на ова што е добро направено како што предлага опозицијата, ние можеме само да имаме повеќе и домашни и странски инвестиции. Тие отвараат работни места. На тие работни места најголем дел ќе бидат најмладите наши генерации. Чи нема друг пат освен овој. Долг е, тежок е, ќе има многу препреки, ама се друго е залажување. Да седиме дома и да чекаме некој одгоре да ни фрли кеш, тоа не се случило никаде во светот. Ако ја добивам вашата доверба, значи од 12 мај натаму, тоа е денот на примопредавање. Од 12 мај натаму, моја задача ќе биде, вие сте ми ја дале таа задача, од тука натаму во иднината да мислам како да биде подобар животот на вас. А не дали Александар бил, не знам што бил пред 20 и кусур векови. Затоа не назад во минатото, напред, заедно напред.